Почитувани гледачи, добар ден или добра вечер. Еве ги почнуваме нашите председателски разговори со кандидатите за председател на Република Македонија на председателски избори 2024 година. Прв кандидат со кого разговараме е почитуваната професорка Билјана Ванковска. Добар ден, господи професорки. Добар ден, благодарам на поканата. Како сте, господи? Убаво, еве, пролетно. Дали се чувствувате спремни, имате ли доволно енергија да истрчите оваа трка која е на почетокот се гледа дека е интересна, а и битна за Македонија, за македонците? Апсолутно се служувам. Чувството на одговорност е тука. Значи, свесна сум за моментот и во кој се наоѓа Македонија и светот и целиот кошмарен еден свет во кој живееме. Така што мислам дека на Македонија е потребен мудар лидер, некој кој ќе има во предвид широката слика, а при тоа ќе води сметка за Македонија. Тоа ми е мислата водилка, затоа сум тука, каде што сум. Во однос на загревањето, кај мене нема проблем, дури и левица која е составена претежно од помлади луѓе, понекогаш така знаат да ме прашаат како сте професорке, да не ви е напорно. Јас им велам, вие не знаете чива ќерка сум. Јас имав мајка која живееше до 90 години, која си ја викавме дома атомска мравка. Значи, тукав извор на една животна енергија во неја имаше до незиниот последен ден. Така што има тука веројатно и гените го прават своето. Ете, за мене ново искуство. Меѓутоа, засега инспиративно и кога имате онаа хемија, чувствувате контактите со народот, со јавноста, мислам дека сме на добар пат, па ќе видиме. Искуството ми кажува дека хемијата е најбитна во овој случај и ми е драго што вие така го чувствувате. Морам да ве потсетам дека вие први се одваживте на македонскиот народ во Македонија и низ цел свет да му кажете дека Македонија е се што немаме. Направивте една дистинкција што мене ме бендиса. Дали може малку пошироко да ни кажете што мислевте кога ја пишувавте книгата и што сакавте да ни кажете? Дали нешто изгубивме? Дали ние се изгубивме по патот по кој одиме? Дали ги напуштивме животните, моралните вредности, принципи? Дали во ова време не време на изместен зглоб на демократија, слобода, човекови права не предупредувате? Што ни се случува? Моето чувство тогаш кога ја работев книгата, која е збирка на колумни, практично селекција во еден подолг временски период, ги издвоив оние кои се занимаваат со тоа што и се случува на Македонија, во смисла на бледнењето на незиниот, како да речам, државотворен национален профил, идентитет, сето оно болно, травматично време. И знаете, за мене беше предизвик да самата себе се препрочитам од оваа позиција што сум пишувала и како тие мои мисли се надоврзувале од настан во настан, а знаеме ништо се поминавме изминатите години и сватив дека тука има една логична нишка во која јас како во старогрчкиот мит Касандра, пророчицата, која навреме предупредувала и опоменувала и кажувала и била во тие први редови кога се протестираше од, не знам, закон за јазици, па приспански, па се тоа што до денес се случува, значи сум била активна и на тој, како да речам, интелектуален начин, меѓутоа и како граѓанин, како да речам некој обичен човек што се обидувал со своето просто присуство да каже дека не се согласува. Заклучокот беше дека траекторијата сум ја погодила, за жал, и дека моментот кога требаше насловот на книгата да го ставам беше тој. Диагнозата е Македонија е се што немаме, односно се што ни забранија. Се што, вклучително сега и ова траума со менување на документи, многу луѓе сега се разбудија од траумата и сега гледаат што тоа практично значи, тогаш кој им објаснувавме апстрактно, не знам како го доживуваат, дури никогаш нема да заборавам сликата кога одев на протести, а по кафулињата околу си седеа луѓе кои мирно си пиеа кафе и не гледаа како да сме ние малце неарни што се вознемируваме.
Така што ете, тоа е сведоштво на едно време Да. и болен крик. Тоа јас имав потреба да насловот боли, затоа што сватив, ако никој не го слушна Глигоров кога викаше Македонија е се што имаме, ја реков ајде сега да тргнеме нов лист. Македонија е се што немаме, сега треба да си го вратиме. Тоа е Да. поентата. Малку ме подсетивте на давнишни времиња крик Barrows on the road на патот од американците од контракултурата, а јас себе си се сметам за некој припадник на таа предхипи генерација битниците кои беа во борба со самите себе и се трудеа човекот да го стават во фокусот на вниманието, бидејќи како да го изгубивме човекот. Моите комплименти. Инаку, јас сум неконвенционален новинар, овој проект што го правиме е неконвенционален. Морам да ви кажам дека имам еден пример од таа книга, една драга посвета од книгата и книгата е многу ишаркана, бидејќи јас кога читам повлекувам со најмалку 3 бои, кога ја читав трпки ми минуваа. Ова не е претерување. Ќе правиме разговор Ваш, со да. книгата еден ден. Ви ветив дека нема да збориме за политика, само едно прашање ќе ве прашам. Кој беше мотивот да ја прифатите, да го прифатите предлогот на Левица, политичка партија во Македонија, која извонредно ја почитувам, да прифатите да сте кандидат за председател на Република Македонија? Од политиката само толку. Да, добро. Важно прашање во овој момент. Нешто што јас го немав во картите, во звездите, односно не сум ни помислувала на тоа. Поканата дојде, значи од таа страна, кога си направиле сондажи, консултации, испитување на личности кои се со лева ориентација, како стојат во членството и така натаму. Кога дојде поканата, јас навистина бев збунета и дури искрено ќе кажам склона да кажам не благодарам, сепак сум во некои години во кои тихувам, мудрувам, пишувам и сум исклучително плодна во овој период. Никогаш во живот не сум создала толку многу работи и плюс имам планови за понатаму. Меѓутоа ме соочија моите блиски и тие што ме знаат како левичар убеден и како некој што преку и колумните се застапува за одреден идеолошки вредносен ориентир, ми рекоа ако сега не застанеш зад оваа позиција, тогаш никогаш веќе немаш морално право да пишуваш, да попуваш, да кажуваш како треба и така натаму. И сватев да, она како што го почнавме разговорот, Да. моментот, клучноста на случувањата и реков, ајде, јас не одам со победничка, да речам, со фаворитска позиција. А Сум зашто на никој пат не се знае? Не, точно е дека не се знае, меѓутоа свесна сум, значи ако сум била политички калкулант, јас би гледала да се продадам добро под наводници, да фатам, не мора председателска функција, сум можела некоја друга, нели? Ама да одам на сигурно. Ја не одам на сигурно, ја преземам ризик и личен и нели заедно со овие луѓе што се со мене, одиме во нешто што јас го гледам како еден вид на субверзивна активност, да го растуриме до сегашниот бајат наратив за тоа каде е местото на Македонија, кого треба да слушаме, кои не се стратешки партнери, каде не чека ветената земја, рајот и така натаму. Јас ќе одам контра на тоа веќе, мислам, не е изненадување за јавноста кога ме следи подолго време, така што моите позиции ќе ги барем натераат другите кандидати да се доискажат. Ако ништо друго, јас ќе бидам оној провокаторот под наводници кој ќе ги постави нештата без ракавици, без калкулации, без дипломатија. И тогаш нека повелат, ќе има од таа страна, свесна сум, начин на бойкотирање, односно на маргинализирање, во смисла не и одговараме таа екстремист, таа зборува, не знае што зборува и слични, значи ние веќе ги гледаме тие некои од поканите за ифтар, кој е добре дојден, кој не е и така натаму. Немам проблем тоа е дискриминација. Па дури родова, Нема проблем со тоа. Добро, тоа нивни проблем, не е ваш и наш проблем. Моето е јасно. Господи Ванковска, од делот од овој одговор ме поттикнавте да ви поставам две прашања што не мислев да ви поставам. Едното е, ќе се може би изненадите, од пред 10 на 12 години имате дадено едно прекрасно интервју, каде што го спомнувате Крлежа и мојата борба, мислам, со пресметка со нив,
и така натаму. Да. Ова ме подсетува на тоа, ве молам малку поконкретно за тоа, бидејќи треба народот македонски ова да го чуе. Па видете, Крлежа одговара во еден момент во кој е притеснат и обвинет, да речам, и изневерен од многу луѓе и така натаму. Ја не сакам да се споредувам со Крлежа и мислам дека и во тоа интервју тоа го потенцирав, да не мислат луѓето дека сум претенциозна и дека себе се замислувам како големиот Крлежа. Добро, ама Крлежа е Крлеж. Крлежа е Крлежа и чинот на храброст да конечно ги поставите нештата така како што се, како што вие гледате, и мислам дека политиката, немам илузија, дека е многу спектакл, многу неискреност, продавање на продукт, на личност, ваква или онаква. Така што, еве, мојот пристап, јас сакам да биде поинаков, сакам да биде тотално автентичен, нешто што ќе ги извади од чевли, не само против кандидатите, туку и амбасадите. Особено се радувам дека тие ќе реагираат. Субверзивност. Субверзивноста, така. Така што, велам, ако на овој народ му понудиме и поинакво гледање, и тука ја наоѓам големата вина кај нашите медиуми, кои се прилично плашливи, се држат до некои зададени параметри во кои смее да се движи слободата на мисла. Се што е надворото е екстремистичко, опасно и така натаму. Така што, еве, јас ќе се жртвувам во оваа битка да не се пресметувам со луѓето, меѓутоа ќе им кажам дека нивните тези веќе не држат. Така. Ај се ова второто, исто така по мене интересно е, вие знаете што е култура, знаете што е контракултура и знаете го нивото како на општа култура во Република Македонија, така и политичка култура и да не речам изборна култура, што појмови со кои ја се бавам во она што ми е хоби. Ве молам, кратко и јасно, сте за култура или контракултура? Па ова Со ваше е објаснување. субверзивно, тоа е контракултура, затоа што... И го очекував тој Так. одговор. Има во нашето ова јавно милие мешање на поемите и мнозина мислат дека политичка култура е ако со против кандидатите се однесувате фино, пристојно, се поздравувате, не се навредувате. Не е тоа политичка култура, ја предавам политички систем, политички науки. Да. Значи станува склоп на модели на однесување и ставови кон битните нешта во општеството. И сега таа култура може биде поданичка, може биде партиципативна, може биде граѓанска и така натаму. Парохијална, некој пат. Така е. Значи, тука треба да се позиционираме, нели? И тоа е некој сосема друг муабет. Да. Сега ова што го зборуваме околу начинот на действување, изборната култура, начинот на кој гласачите се однесуваат или избираат, тоа е веќе помалку, не знам, ја да ви кажам право, најмногу што ме погодува е чувството на страф кај обичниот човек, кој е толку притиснат и од екзистенцијални и од други работи, што знаете, јас се надевам дека храброста ќе добијат зад параваните на денот на изборите, кога тогаш Тој народен парламент. И знаете, изборите се нашиот пркос. Да. Начинот на кој ти можеш зад тоа кој си сам со себе да речеш нема ти да ми кажеш за кого да гласам, туку ја ќе заокружам оној што мене ми е близок. Па да пробаме, значи, јас сум свесна дека во некои средини се негува една борговска култура, јас од Звездени патеки, што многу ми била драга серија. Тоа е едно суштество кое фактички е колективно, ние, јас и нема поединец, нема индивидуа. Ќе се обидам да го разнишам, што се вели на некој начин, па да видиме. Се овака, ќе си дозволам нешто, да прашувам со или од причина што ја вас ве познавам многу одамна и дури ќе ве потсетам пред некои 20 години бевме во емисијата Гласот на народот кај Томич и тогаш прв пат ми беше чест со вас да дебатирам. Се сеќавам и на тоа. Ама мислам дека со говор на тело на митинзите пред собрание се запознавме многу подобро, без да си прозбориме ни збор, си дадовме еднаш или два пати рака. И чувствувам една близина да ве прашам за некои работи, ја мислам вие ќе ја сватите смислата, поточно сигурен сум. Платон или Аристотел? Аристотел. Заради
сваќањето Можете на и да политиката објасните. како А и не јавно морате. добро. Да, добро. Њутон или Ајнштајн? Ајнштајн. Зошто социјализмот, не само неговиот гениален ум, туку и визијата дека или варварство или социјализам, тој Така. бил за социјализам. Декарт или Спиноза? Декарт. Да. Декарт. Да. Сега ќе одиме на друг еден план. Ајде. Дали ја сакате музиката? Ја сакам, во различни моменти различна музика слушам, не сум да речам строго врзана за некој жанр, туку работам со музика, пишувам со музика, со слушалки во уши, имам она радио избор, палета на она, така зависно од тоа што ми треба во тој момент Има одбирам. напишана една книга музички икони. Пред да ја прашам кои се ваши љубимци, би замолил да ми кажете музичка нумера на која ќе ви текне веднаш штом ќе ги заклопите очите и кога сакате да медитирате. Ова е тешко прашање, затоа што дојде во момент во кој ќе го видам јастукот заспивам. Добро. Од умор. Па се нафативте на една тешка трка, ама ќе ја истрчите до крај. Ова прашање веројатно во други околности ќе ви го одговорев Ваш. поинаку. Може ми да го ставиме за тук. Меѓутоа, како омилен, знаете, ми се менувале вкусовите, се сеќавам низ годините, дека во едно време джезот не можев да го разберам, што е тоа во на нелогична некоја, као нема нишка туку. Не можев да ја препознам нишката. Потоа почнав да ја разбирам и сега многу често си слушам смут джез и нешто така. Навлеговте во следното А во прашање. класичната музика, да речеме, Вивалди ми е една голема инспирација, ведрина. И тоа животна сила, ведрина на еден човек што доживеал така и прилично години, нели? Да. А тој духот останал. Следното прашање беше джез или блуз? Го одговори. Добро. Рок или техно? Рок н рол, широко или техно музика? Техно не, техно не. браво. Значи, рок-н-рол не можам да кажам дека сум ја некоја рокерка, баш како некои други, меѓутоа и рокот е широк поем, така што дел од таа поширока фамилија има работи кои ми се драги и се дел на мојата младост и се евергрини и така. Немам време да следам што е ново во продукцијата, ама овој техно бран е нешто што ми е туѓо. Омилен филм? Омилен филм. Друштвото на мртвите поети. Тоа ми е. Прва лига. Кептен, мај кептен. Актерка? Актерка, Мерил Стрип, веројатно. Актер? Роберт Де Ниро. Браво. Добро, тука некаде можеме да завршиме, бидејќи ова е неконвенционално интервју, неконвенционален проект. Гледачите мораме да им кажеме дека подготвуваме интервју според Пруст и од А до Ш со Билјана Ванковска, така да речам формуларите или интервјуата се готови. Премиерно објавувам, ќе бидат објавувани и со другите кандидати, оние кои ќе се согласат на овој проект во Нова Македонија. За електронско издание се уште преговараме, ама ќе се најдат медиуми и ќе следува после изборите една прекрасна книга, се уште некој работен наслов, председателски разговори или личности на Македонија, знаменити за мене и така натаму. Почитувана Ванковска, чувствувам потреба да ви се заблагодарам на времето што го одвоивте за нас, за мојата екипа, за проектот. Јас лично, човек кој се бави 3-4 години со изборни кампањи, можам да ви посакам добро здравје, многу енергија, позитивност, сето тоа го гледам кај вас и да издржите оваа битка. И едно да ви кажам, 1999 година имам запишано 2 мисли, во овој случај само едната ќе ви ја кажам. Битката изборна не ја добива оној кој прв ќе поведе во трката, туку оној кој ќе е најупорен, најиздржлив и ќе верува во она за што се залага. Апсолутно. Јас ви посакувам успех во престојната председателска трка, ама пред се здравје и добра расположба. Да, апсолутно се служам, убаво го завршуваме овој разговор. Морам јас да ви заблагодарам
овој прашалникот толку убаво, толку го тера човек сам себе да се приспита, ама јас секогаш инстинктивно одговарам на првото што ќе ми падне. Тоа е и смислата да ви кажам. Да, не сакав знам. да откривам многу, ама еве ме поттекнувате. Многу, Ја сликаме многу инспиративна, вашата ментална, така морална вертикала Да. и принципиелна етичка хоризонтала, значи кои се вашите принципи во темелот на вашето действување и моралните и етички правила на вашиот вредностен систем. И сега ќе го тестираме во кампањата. Разбирате, тоа обврзува, затоа што ако Билјана Ванковска во даден момент ви одговорила на тој прашалник со едни вредносни принципи, а потоа не ги демонстрира во пракса, тогаш нешто не е во ред. Сега не гледам дискрепанци. Да, јас се надевам дека и ова кој рековте добро здравје како ќе си за мене ми е најважно како ќе го изодам патот, дека јас ќе го изодам и од него да излезам со дигната глава, горда на себе, на тие околу мене, дека сме направиле херојско дело во една ситуација во која мнозина не сметаат за аутсайдери. Дури е поттикнувачка таа позиција и ветувам секој е дека ќе добро биде за вас, интересно. за екипата што ве Благодарам. поддржува, за политичката партија или политичката опција и заедно за убаво за вас и за Македонија. За Благодарам уште Македонија. еднаш.